Благодарам, председателка. Денес дискутираме за предлог буџетот за 2019 година. Втор буџет кој што оваа влада го предлага. После првиот кој што го затекна, имаше можност да предложи буџет за 2018 и еве втор буџет кој што го предлага за 2019. Сметам за да видиме и да дискутираме врз за овој документ, треба малци да се погледнеме назад што ова влада предлагала порано, што направила, тоест историски, искуствено, да видиме што ова влада е способна да направи, за да направиме некаква си оценка и проекција дали ова влада ова што го планира да го направи во буџетот 2019 година е реално, дали ќе го оствари и колку на еден начин има вистина во оваа проекција. Накратко ќе нафрлам некои бројки или некои информации кои што сметам дека се важни да се потенцираат се во оваа насока. Значи, минатата година владата предвиде или проектираше дека ќе има раст на БДП од 3,2%. Со ребалансот тој раст го намали на 2,8%. Меѓутоа мора да кажеме дека Меѓународниот монетарен фонд предвидува дека ќе завршиме со 1,6%. Минатата година пред неа, 2017, имавме раст на БДП од 0%. Друго, минатата година владата предвиде, се обврза пред граѓаните, дека ќе реализира капитални расходи во износ од околу 400 милиони евра. Годината ево завршува, до сега имат реализирано, значи до претходниот месец, бидејќи моментално за овој месец нема бројки, заклучно со 10 месец имат реализирано 123 милиони евра за 10 месеци. Сепак ова нешто, некоја информација која што ни дава, некоја наше размислување и согледување што ова влада вели што прави, што е способна да направи. Градежништвото уназад цела година е во слободен пат. Секој месец помалку и помалку. Споредено со претходниот месец. Бруто инвестициите, и државните, и приватните инвестиции во куп, во едно. 5 квартали поред во негатива. Овие се информации и бројки кои што ни даваат некаква слика за способноста на оваа влада нешто да направи. Лесно е да напишиш. Дај ова ќе направиме, напишиме на градинка, пиши еден автопат. Колку беа 600 километри автопат и пиши во програмата. Се секирајте. Ке му мислиме кој дојде за правење, ќе бараме оправдување зашто не е направено. Еден период ќе велиме дека ВМРО е криво, наредниот период ќе велиме дека сме многу задолжени, ќе истуркаме некако работата. Значи тоа владата го велела и тоа го направила, тоест не го направила. Сега, што предлага со овој буџет дека ќе направи? Тоест нема да направи. Би потенцирал 3 работи за на кои што на еден начин се базира овој буџет. Вели дека ќе ги зголемиме вкупните приходи. И ми се чини дека овде моментот да кажем дека овој буџет кој што е предложен од оваа влада е досега најголемиот буџет во апсолутен износ во историјата на Република Македонија. Би сакал да потенцирам, без обзир што колегите мои потенцираа, меѓутоа ми се чини дека повторувањето е мајка на знаењето, па затоа пак ќе повторам. Додека оваа влада беше во опозиција, со дрвја и со камења фрлаше по секој предлог буџет кој што беше поголем од претходниот.
Како претходната влада предлага нереални буџети и така натаму и така натаму. Ево, ова влада предлага досега најголем буџет во историјата на Република Македонија. И тоа го базира на поголеми приходи, со зголемување на даноци, зголемени акцизи и стапки за придонеси. Зошто? Заради тоа што не знае да работи. Кога не знаеш да работиш, кога не можеш и не знаеш да реализираш капитални расходи, единствен начин да привериш пари е да удриш по грбо на граѓаните. Како? Ке му изголемиме акцизата, ке му изголемиме даноците, ке му изголемиме придонесите, оп, ке си дојдат парички. Сега, растот на економијата го базира на растот на извозот од 8,5%. Па нели, а извозот се знае кој го генерира фирмите кои што се во индустријските зони. Фирмите кои што ги донесе претходната влада во тие индустријски зони. Па нели, таму постоеше робовладетелски услови за работа, нели таму постоја фирми кои што само ги искористуваат трудот на граѓаните и така натаму. Ако не се овие фирми да предизвикат поголем изос од 8,5 според ваше предвидување за наредната година, економијата ќе биде не на нула, на минус, на длабок минус. Третата работа која што во минатото исто така и бива полни устите со критики е зголемување на апсолутниот износ на долг. Од 4,7 милиарди евра во 2016 на 5,13 милиарди евра во 2018. Зошто тоа го правите? Пак ќе кажам, како влада не сте способни ништо да сработите, не сте способни да генерирате додадена вредност на приходите и најлесен начин е зголемување на доноците, што го правите и ќе го правите, и задолжување. Секој ден задолжување. Како тоа ќе го правдате пред граѓаните? Лесно. А оние претходната влада ни остаја борџој, догуша не можеме, глада крај него. Треба да сватите дека како влада треба нешто да сработите. Ќе дојде денот кога луѓето ќе прашат што направивте. Нека знаете што да им одговорите. Ај малку подетално и за буџетот. Буџетот како буџет е предизвик за секоја влада и тука таа треба да најде баланс меѓу социјалната компонента и меѓу развојната компонента. Што подобар баланс, то подобар развој и тоа подобро, да речам, живот за граѓаните на Република Македонија. Меѓутоа, овој буџет, според мене, е неразвоен буџет и е популистички буџет. Зошто? Ќе објаснам за кратко. И исто така една голема забелешка и критика на оваа влада за незиното работење, тоест неработење, е тоа што во еден многу краток период дискутираме за ребаланс на буџет и дискутираме за нов буџет. Се надевам дека наредната година тоа ќе биде избегнато. Зошто велам популистички и неразвоен буџет? Бидејќи, ако погледнеме некои ставки кои што се зголемени во буџетот за оваа година, споредени со ребалансот за буџетот кој што го донесовме пред непол месец, бидејќи според мене тоа е единствен начин на некаква си споредба, ќе видиме што се случува. Во овој буџет, споредено со ребалансот, а ребалансот 99% ќе биде тоа што ќе се оствари и што на 31 декември всушност ќе се тргне линијата, финансиската линија во Министерството за финанси, како пресек за 2018 година. Значи, со овој буџет се предвидува зголемување за непродуктивни работи, за плати, надоместоци, дневни расходи, комунални услуги, материјали, ситен инвентар, поправка,
договорни услуги да бидат повисоки во однос на ребалансот за 3,5 милиарди денари или близу 60 милиони евра. Од кои што само ќе потенцирам договорни услуги, каде што некој со некој ќе се договори во 4 очи, близко 8,5 милиони евра. Оваа влада предвидува да го зголеми буџетот на Министерството за животна средина споредено со ребалансот на буџетот, значи условно речено споредено со тоа што ќе се оствари во 2018 година за близу 130 милиони денари. И ќе речете, браво, му текна Министерството за животна средина после сите критики да му зголемат буџетот. Меѓутоа имајте во предвид дека и за 2018 година има предвидено буџет за животна средина, кој што со ребалансот го намалија за 120 милиони денари. Значи и за 2018 предвидено дека ќе направат нешто. Ја утна е работата, го намалија 120, сега го враќаме на старата проекција од 2018 година. И тој ќе прикажа дека за овој буџет ние предвидуваме повеќе пари за животна средина. Мора често тука да се, кога сме на оваа тема, спомени, дека предвидена и се нова ставка, која што ја немаше порано, тоа е програма за намалување на аерозагадувањето во износ од 1,5 милиони евра, меѓутоа за жал само предвидени, имајќи го искуството со оваа влада, ништо тоа нема да се реализира. Пак ќе се вратам на оваа тема малку покасно. Министерството за образование истото, како Министерството за животна средина. Лани предвиделе одредена сума на пари, стигнал октомври месец, сватиле дека тоа што го предвиделе и што самите го ветиле, не можат или не знаат да го направат или свесно лажеле, како сакаде, секој може да си ги толкува работите како што си сака. Го намалија буџетот, тоест со ребалансот, го намалија средствата, ги намалија за Министерство за образование за 1 милиарда денари. И сега со буџетот за 2019 ги враќаат тие средства, ево луѓе, ова година ќе ги направиме, идеме, се фалиме, милиарда денари го зголемивме буџетот за милиарда денари го зголемивме буџетот за образование. Конкретно пример можеме за некоја ставка од нив да се фатиме, инвестиции во образование, значи изградба на училишта, средни училишта, основни така натаму, истата ставка која што беше намалена и која што не беше реализирана во оваа година што течи. Оваа година намаливме 350 милиони денари, за наредната година, деме ги враќаме назад, зголемуваме 304 милиони денари. Што намалуваат? Што беше зголемувањето, кој што фактички е фиктивно зголемување. Ништо посебно. Тоа што требаше да го направат, не знаеа да го направат, не беа способни, сега ќе го вратиме назад, ова година не се секира дека ќе го направиме. Ке влада? Што намалуваат? Министерство за образование и наука, студентски стандард, намалуваат 150 милиони денари помалку, буџетот го намалуваат, споредено, пак ќе кажам, со ребалансираниот овогодишен буџет. Студентски стандард. Па нели, колеги, пратеници од Социјалдемократскиот сојуз, во вашата изборна програма беше во првите 6 месеци план за живот и во програмата за работа на владата, дека во првите 6 месеци кај студентските домови Гоце Делчев и Стив Наумов ќе изградиме студентски град. Во првите 6 месеци. Предпоставам дека нема граѓанин кој што мисли дека во 6 месеци ќе се изгради град, меѓутоа сите граѓани очекуваат дека од тогаш поминава година и пол, дека во најмала рака ќе излезете и ќе речете еве го проектот, feasibility студија, барем за тоа битва, мислам да мавкате вака со хартија, не знаете да изградите, а за мавкање со хартија, петка сте. Барем тоа ќе беше направено, што еве луѓе, кај да е, ќе биди. Барем некако да ги подлажите, да речем, граѓаните.
да му дајте некој надеж. Ке биди барем. Ке се надева човек. Надежта последно умира. Значи 150 милиони денарчина помалку од студентски стандард. Министерството за локална самоуправа сте намалиле 200 милиони денари за рамномерен регионален развој. Зошто? Лесно е. Пак ова година ќе помини. Капиталните инвестиции како што ги реализиравте во 2018 од 400 милиони реализиравте 120 до крај на годината, што вика Панче да почекаме, ќе почекаме колега Панче, може да ќе стигнете до 150 милиони. Ќе ви останат парите, бидејќи ги зголемивте даноците, изголемивте акцизите, ги зголемивте придонесите. Не знаете што да му направите, ништо немате да имате сработено и нормално дај ќе ги потрошиме и ќе му дајме пак на општините како што му дававме прошлата година. Затоа не ви требаат пари во рамномерен регионален развој. Зошто ви се? Ќе ги мачите сега градоначалниците да работат. Нема потреба. Шубо му е тргнато. Убајна, пример, во Битола, му требаат автобуси, седуваат кај градоначалникот во Скопје, 3 автобусчина нови, ке си ги носи учениците. Без никаков проблем. Сега, тоа е да речам во однос на некои бројки од буџетот. Зошто ова го зборувам? Буџет е, планирате нешто, коректно е да речеме, ајде да го ставиме луѓето, нека сработат. Ова го зборувам заради тоа што досега сте покажале дека ништо не работите и дека единствен начин нешто да направите е да носите избрзани законски решенија и да замачкате очите на јавност. Затоа и овај буџет е популистички. Затоа тоа го велам. Од тие законските решенија кои што ги носите ви се популистички избрзани. Ке напомнам само некој. Училишниот превоз. Го решивте проблемот со училишниот превоз со законот. Не ги во општина Битола деца да немаат училишен превоз. Како го решивте? Ви кажавме дека не е решение тоа. Меѓутоа не, сакавте нешто да направите, дека правите. Аерозагадувањето на лепниците на возило. Кај ви е таа ставка за субвенции со тој закон што е во собраниска процедура во буџетот? Барем да ги усладевте тие работи. Го донесовте законот, предвидовте некои субвенции, во буџетот не се предвидени. Прогресивниот данок да не разговарам. Неќам сега да отварам темата, колегите пред мене доста разговараа на оваа тема. Тоа е луѓе кои што ние, како опозиција, имаме дилема дека овој буџет ќе се реализира. Имаме сомнеш дека овој буџет ќе биде на крајот развоен, како што вие сакате да кажете. Една ставка исто од буџетот заборев да ја искоментирам. Зголемувате, овде стварно има зголемување, не е фиктивно зголемувањето, тука морам тоа да го кажам. За влада, за фонд за иновации, разни трансфери, уште нови 350 милиони денарчина. Со ребалансо му дадовте нови фонд 170 милиони дополнителни, за година кревате на 350 милиони. Може да сум досаден, меѓутоа пак ќе кажам, повторувањето е мајка на знаењето. Со овој фонд цел куп афери имате. Делење на пари на ваши блиски луѓе. И место да ги расчистите тие работи, вие, ни срам ни перде, владата предлага да овој фонд се зголеми за уште дополнителни 350 милиони денари. Малку се изгледа тие што се таму. Пак ќе кажам, како кажав на прошлиот, на ребалансот кој дискутирав. Ние како пратеници тука треба да му дајме амин на владата. Ние како пратеници да речеме добро сте, терајте. И да замижиме на тоа што ова влада прави, тоест не прави. Ние како пратеници треба да аминуваме.
Одговорноста колку што ја носи владата, си ја носат и пратениците. На крајот, ќе завршам со една сугестија која што претседателката на комисијата ви ја даде. Да си направите приоритети и врз основа на тие приоритети да тестувате и да направите нешто. Јас ќе му речам, тоест ќе му одговорам на претседателката на комисијата. Джабе претседателке и приоритети да прат. Ако не те бидва да работиш, не приоритети да правиш, што сакаш прави, джабе ти. Благодарам.